Кратки најави за денес. Туристичките центри мора засилено да работат на пристапен, инклузивен туризам. Активирана фазата 3 од акцијскиот план за топлотни бранови. Со порастот на температурите се зголемува и опасноста од шумски пожари. Се реконструира водоводната мрежа на улица Кленоец. Американскиот конгрес го изгласа големиот прекрасен закон на Трамп. За најавените и останатите настани од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со максимални 34 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, не очекува претежно ведро и потопло време. Северна Европа е под влијание на циклон кој што условува нестабилно време со обилни врнежи од дожд и грмотевици. Фронталниот систем поврзан со овој циклон се протега и над Централна Европа. Јужна Европа пак е под доминација на антициклонски систем што возможува претежно сончево и многу топло време. Балканскиот полуостров е под стабилно влијание на висок воздушен притисок кој што условува претежно сончево и многу топло време. Во северните предели зголемена облачност и продор на постудена воздушна маса, па можни се и локални врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 31 до 40 степени. Во Македонија во сабота тропски ден, ќе преовладува сончево и многу топло време. Ќе дува умерен ветер од променлив правец. Минималните температури ќе се движат во интервал од 10 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 30 до 41 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Се препорачува да се избегнува излегување на сонце во периодот од 10 до 17 часот и да се следат препораките на лекарите за превенција од топлотни бранови. Во Охрид во сабота тропски ден, ќе преовладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 18 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Во понеделник и вторник ќе продолжи сончевото и многу топло време. Утринската температура од 18 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 35, односно до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 10. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила.
Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Туристичките центри мора засилено да работат на пристапен инклузивен туризам за лицата со попреченост кои се уште се соочуваат со голем број препреки кои им го отежнуваат секојдневието. Уживањето во летен годишен одмор е дополнителен предизвик. Националното здружение на лица со телесен инвалидитет апелира до локалната власт во Охрид за поставување пристапна рампа на плажата до мостот Студенчишта кај езерската полиција. Од здружението сметаат дека таа локација е најсоодветна бидејќи е најблиску до апартманите кои ги поседува здружението кај охридатите. Ние бараме и како сојуз сме барале на ниво на Македонија да се направи некоја плажа што ни е поблиску до апартманите. Сепак како и да е, ние мора па возило да запалиме, да отидеме до таа плажа и така натак. Кај што и не негде поблиску тука до нашите апартмани, за да можеме, таа не е голема инвестиција, се надевам дека, еве ако апел и до градоначалникот ќе го слушне ова, се надевам дека ќе ни излезе во пресет кај што ни е најблиску да направи една плажичка барем за нас, да можеме да влеземе да се оладиме во Охридското езеро. Охрид е првиот македонски туристички центар кој пред 3 години обезбеди соодветни услови за капење во езерото на лицата со попреченост. На 2 плажи, Горица 3 и во автокампот Љубаништа беа поставени рампи со платформи. Се јавивме во Љубаниште, ни кажаа дека сега ќе активираат повторно рампата, дека таа е соодветна и исто разбравме дека локалната самоуправа во Горица плажата нешто има направено. Рампите и платформите во Горица 3 Љубаништа кои ги донира невладина организација и беа дадени во собственост на јавното претпријатие Охридски комуналец се монтажни и се ставени во функција. Во автокампот самиот концесионер се погрижил да обезбеди рампи за пристап до маркет, рецепција, ресторан и да ги приспособи тоалетите, со цел да им се овозможи непречено уживање во летниот одмор на лицата со попреченост. Од локалната не добивме одговор дали се планира да бидат поставени пристапни рампи на други плажи на Охридското крајбрежје, а посебно на плажата кај езерската полиција. Колку ќе ни треба многу. Кога ќе се направи и тоа се само прашалници кои што треба вие охриѓани и оваква локалната самоуправа тоа да ни го одговори, а ние да бидеме благодарни ако е позитивен одговорот. Инклузивниот туризам во земјава се уште е во зародиш. Покрај пристапни плажи неопходни се и маркирани патеки, адаптирани сместувачки капацитети и соодветна угостителска услуга. Пристапноста е потребна и до културно-историските споменици, музеите и манифестациите. Активирана фаза 3 од акцискиот план за топлотни бранови за периодот од 4 до 8 јули, информира Министерството за здравство.
Министерството за здравство ја информира јавноста дека согласно прогнозите од Управата за хидрометеоролошки работи врз основа на акцискиот план за превенирање на последици од топлотни бранови врз здравието на населението, почнувајќи од денеска 4 јули се активира третата фаза од акцискиот план, што ќе трае до 8 јули. На предлог на Министерството владата ги донесе следните препораки: ослободување од работни обврски за бремени жени и лица постари од 60 години. Оваа препорака не се однесува на вработени во критичната инфраструктура, здравство, полиција, армија, транспорт, енергетика и јавни комунални предпријатија. Одложување на работниот процес во критичните часови од 11 до 17 часот за работници изложени на директна топлина. Работа од далечина, флексибилно или двократно работно време таму каде што е изводливо. Работодавачите да обезбедат микроклиматски услови за работа согласно акцискиот план. Простории со температура до 25 степени Целзиусови, освен таму каде што природата на работниот процес налага поинаку. Активирање на планови за вонредни услови, сите здравствени установи, установи за згрижување на стари лица и образовни институции да постапат согласно интерните протоколи за кризна состојба. Мерките имаат за цел да обезбедат заштита на здравието на населението преку превентивно делување и соодветна институционална подготвеност. Ренџерите и полицијата деноноќно ја следат состојбата во Националниот парк Галичица. Со порастот на температурите се зголемува опасноста од шумски пожари. Надлежните велат годинава се поподготвени за справување со пожари на отворено. Ренџерите дежураат, будно ја следат состојбата во Националниот парк Галичица. Со порастот на температурите се повеќе демне опасноста од појава на шумски пожари. Оваа сезона поподготвени. На готов се 120 обучени волонтери, а зајакнати се и патрулите на граничната и шумската полиција. Набавена е нова опрема, исчистени се шумските патишта за пристап. Првично 5 луѓе од единицата за брза интервенција која должна веднаш да интервенира и останатите 10 луѓе се вториот прстен кога би дошло нешто поголемо. Ова е од суштинско значење бидејќи ако не вршиме патроли, превенција, набавка, исто така имаме извршено амортизираната опрема. Сето тоа е многу значајно како превентивна мерка да не дојдеме во ситуација да одвлекуваме воздухоплови ресурси кои навистина ќе бидат и то како потребно сигурно во наредните 2 месеци. Во селата распослани во Националниот парк Галичица живеат 5900 жители. Има 18 местни заедници кои се активно вклучени во заштитата. Тие пожари од стрништа и од други работи полека се намалуваат бидејќи населението е многу свесно во рамките на Галичица и немаме намерни подпалувања, немаме некои диверзии. Напротив, луѓето доколку нешто забележат, веднаш се уват. На сила е ограничување за движење во паркот. Туристите може да се рекреираат само со дозвола, но според експертите потребно е зајакнување и на казнените мерки за подпалувачите на пожари. Минатата година, токму овде на Стара Галичица, на македонско-албанската граница, речиси 1 месец без снееше огнената стихија. Големината на огнениот фронт, тешко пристапниот терен, неповолните временски услови, како и експлозиите од гранати, лани не дозволија брза локализација на пожарот. Се реконструира водоводната мрежа на улица Кленоец. Во тек се градежни активности за реконструкција на водоводната мрежа по цела должина на улицата Кленоец. Стариот и дотраен цевковод се заменува со нов и поквалитетен. Вредноста на овој зафат изнесува околу 28 милиони денари. По завршувањето на реконструкцијата на водоводната мрежа започнуваат градежни активности за реконструкција и изградба на атмосферска и фекална канализациона мрежа. Исто така и овој зафат ќе се одвива долж целата улица, информира градоначалникот Пецаков. Со реализацијата на овие зафати, конечно, после долги години, ќе се надмине долгогодишниот проблем кој го имаат жителите на улица Кленоец со водоводната и канализационата мрежа. Општина Охрид го распиша конкурсот за најдобар расказ Живко Чинго. По повод традиционалната културна манифестација Вечер на Живко Чинго, Општина Охрид го распиша годинешниот конкурс за најдобар расказ. Право на учество на конкурсот има секој полнолетен граѓанин на Република Македонија. Трудовите до Општина Охрид треба да се достават во печатена форма во 3 примероци, под шифра, без лични податоци за авторот. Авторското право се докажува со 4-тиот примерок.
Краен рок за доставување на трудовите е 29 јули, а жири комисијата ќе ги објави резултатите од конкурсот во дневниот печат најдоцна до 5 август 2025 година. Наградата за најдобар расказ е една и изнесува 30.000 денари, а истата ќе биде врачена на културната манифестација Вечер на Живко Чинго, која во негова чест традиционално секоја година се одржува во неговото родно село Велгошти. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен викенд.